Ако ги земете сите овие аргументи сега и од нашиот светоглед фрлите само еден поглед и на некои други истории, да спомнем само еврејската историја, во чие што свето писмо, Тората е запишана една прекрасна анекдота, во која што кажуваат за тоа дека кога Александар Македонски со нашата армија, после победата во Тир, одат на југ да го освојат и Јерусалим, евреите, водени од нивниот великосвештеник Јадау, го обколуваат градот Ерусалим и држејќи се за раце, застануваат да го бранат. Кога Александар ги гледа, слегува од Букефал и оди и се поклонува пред Јадау, пред великосвештеникот грчки, на што неговиот генерал му вели: честити цару, како ти пред кој што цел свет клече на колена, сега си паднат на колена пред овој човек. И Александар вели вака. И тоа е запишано во повеќе книги од што се бават со историјата на антиката. И запишано е во еврејската Тора. Кога бев мал во мојата древна Македонија, насон ми дојде еден човек со ист ваков лик и со нож златен брака. И ми рече дека ќе го освојам светот и ќе освојам Персија. Македонците го освоја светот и освоја Персија и ги ослободија евреите од олигарсијата на Персија, од оние кои што беа парољупци. Македонците беа оние кои што го ослободија еврејскиот народ во тоа време Јудеја. Тоа не смее да биде заборавено. Евреите тоа го помнат и никогаш не го заборавиле. Македонскиот подем е во светото библиско писмо, уште во книгата на Данаил, каде што се најавува доаѓањето на Александар. На еден начин Александар е и претходник на Исус Христос. И не случајно потоа ние имаме во светото писмо, во Евангелието на Свети Павле, во неговото послание на коринтијанците, да му се јавил сега насон нему пак еден македонец. Внимавајте, во времето на Александар му се јавува еден евреин кој што вели че дојдеш и ќе не ослободиш, ќе го освои светот. Меѓутоа, во посланието на Павле на еден евреин му се јавува македонец и му вели дојди во нашата Македонија за да не спасиш. Тие работи се некои кои што ние не смееме апсолутно никогаш да ги одвоиме од нашето историско постоење. Значи, тие се нашите аргументи. Имаме црковен континуитет. Имаме апсолутно црковен, духовен, како што рече и господинот Професорке, требаше да дам реклами, но еве само